Добре дојде во студио за двајца професори, Јасна Котевска од филолошки Блаже Коневски, и Игор Трајковски од Финки. Вие денеска имавте, не беше тоа протест, туку беше отворена седница на професорите заедно со студентскиот пленум. Кои се вашите барања? Дали се идентични со оние кои веќе ги објавивте и ги испративте до институциите, до собрание на власта? Значи, професорскиот пленум, кој што се формираше паралелно со студентскиот пленум, подоцна од него, испрати отворено барање до владата, до собранието на Република Македонија, итно да го запре разгледувањето и усвојувањето на предлог законот за високо образование. Се собравме затоа што денес беше најавено првото читање, ако не грешам, на законот. Добро. И се собравме еден час пред нивното најавена седница со последен апел да го запрат законот за високо образование во оваа форма во која што сакаат да го изгласат. Излезе ли заради тоа што во писмото, како велите, сослушајте не пред да донесете одлука што скапо ќе не чини нас и вашето и општеството, и вас и нас и генерално општеството. Излезе ли некој да ве слушне? Па не, имаше само на прозорите некои ликови излекува, но официјално никој не дојде да ги прими писмата. Како го толкувате ова? Па како тотално игнорирање, дека со сила ќе го донесат законот. Нема никаков простор за диалог. Иако ние тоа на универзитетите го пропагираме дека демократијата и политиката и образованието во целина е диалог помеѓу професорите и студентите и властите и влада и све, но дека све е едностранно. Све не е наметнато. Да. Професорка Котевска, вие како напишавте на вашиот блог? Во контекст на прашањето, како ова го коментирате? Што велите? Малите злосторства се прават од користолюбие или од навика, но големите од верба и убедување. Само големите идеалисти прават големи злосторства без кајање. Идеалите ги ослободуваат од грижата на совест. Да, мислам дека во случајот станува збор за големо злосторство кон образованието во Република Македонија воопшто, дека предлог законот е крајно штетен, во смисла на тоа дека е противуставен, потоа дека е дури антидржавен, освен сите други проблеми во него. И тоа е основата за таа моја реченица, дека всушност тука не станува збор дури ниту за мало злосторство, туку злосторство што ќе чини скапо Република Македонија во целина и нашите идни генерации. Тоа истото што и студентите од студентскиот пленум го зборуваат веќе со месеци. Но прашањето е фактот што не сакаат воопшто да имаат контакт со вас. Последната реченица на писмото што вели: им се обраќаме на пратениците во нашиот законодавен дом, а не на угнетувачи туѓинци. Зошто не сакаат да ве сослушаат? Зошто не сакаат на заедничка маса да седнат? Значи во случајот станува збор за арогантен однос кој што трае со месеци, тоа не е нов процес. Тоа е процес во кој што тие испраќаат писма на кои што бараат мислење. Ние состануваме според демократските правила на состанување и според нашите деловници за работа. Ги испраќаме писмата, во меѓувреме тие подготвуваат нови, воопшто не прочитувајќи ги првите, и конечно го изгласуваат без никаков диалог, како што рече Игор. Еден пример само, значи, еден предлог законот од 23 страници од Министерството беше испратен на 18 декември, чинам ако не грешам, попладне, тоа беше четврток, и бара од 18 декември изјаснување до 20 декември, значи во сабота, на сите членови на УКИМ, а наставното тело на УКИМ е најмалку 2000, околу 2000 наставници, асистенти и професори, кои што во регуларна демократска процедура би се изјасниле минимум неколку дена, а постои закон според кој што јавна дебата не може да трае помалку од 15 дена. Бара за еден ден и тоа во сабота. Се прекршуваат за Сакам да речам дека тие се однесуваат перформативно како да сакаат диалог, но фактите на терен зборуваат дека не ги интересира диалог. Но дури и да бараат мислење, мислењето стигна од сите факултети и од ректоратот добија одговор дека сме против законот, дека треба поголема дебата,
да се изнесат сите аргументи. Дел од бегањето зашто они не сакаат соочување, затоа што не можат да одговорат на нашите аргументи. Вие како професор имавте тензична комуникација, ве демантираше деканот на Финки. Што се случуваше тогаш? Мислам дека тензијата се направи заради недоразбирање. Тој ве поддржали? Го поддржали професорскиот пленум? Он не е се уште член како личност, пријатна. Голем број од професорите се членови на пленумот. Но дали и тој? И дури он не. Да. Не побарал членот. Каде ви е ректорот? Зошто го нема ректорот во професорскиот пленум? Не е подпишан воопшто на писмото. Значи, на писмото се подписници во моментов околу 300, над 300 наставници. Го видел ли некој ректорот? Комуницирал ли со него? Побарал ли подпис? Ректорот не побарал подпис. Не побарал да биде членство на во неформален професорски плен. Да. Добро, знаете што ме интересира, кога сме веќе кај ректорот, кај вашите, деканот ваш, кај вашите колеги кои одбиваат да стават подпис. Имате ли објаснување каде е ману? Не излеза воопшто со официјално соопштение ко за волја на вистината, има таму подпишани академици, таму е Беџети, таму е Чулавкова, Коцарев. Да, подпишани академици индивидуално има институцијата, колку што ми е мене познато, се нема изјаснето. Судејќи според историјата на оваа институција, како го толкувате ова? Како вообичаена практика на ману, ако мене лично ме прашувате. Да. Тотален конформизам. Да ги зачуваат ли фотелите? Што е во прашање? Па ја не знам ни што имаат да реално што им значат тие фотели во ману. Па добро, многу од нив беа илустрирани, многу е лесно, не многу од нив, двајца беа илустрирани, но многу е лесно да бидат исфрлени од таму. Но ако бидат исфрлени во вакова ситуација, тоа ќе биде херојски гест за исфрлените, а не за исфрлачите. Што значи? Не знам која е поентата на имањето на функција, имањето да бидеш професор или академик, доколку не го употребиш тоа во насока да направиш некаква позитивна промена во општеството. Да. Самата титула само кога ја имаш нема никаква смисла. Велите херојски чин би било тоа. Херојски чин ли би било, например, да завршите двајцата во затвор? Видете, во законот стои прецизно дека деканот и ректорот сушност би оделе во затвор. Вие само би платиле парична казна. И тоа е драконска и паричната казна. Да, 30.000 евра. Мислам дека е предлог законот е скандалозен на планетарно ниво, затоа што во закон за високо образование во ниедна земја во светот не постојат законски казни, во смисла на затворски казни. Тоа не постоело ниту во средните векови кога се формирале универзитетите. Ние сме сега 2014 година. Тоа зборува само за себе. Во таква ситуација, всушност во моментов никој точно и не знае за што би се одело во затвор, се знае за подпис, ставање подпис на рецензија, но начинот за издавање на диплома на студент кој што не положил државен испит. Што е флагрантна, што е велам планетарен скандал. Да. Кога сме веќе кај примерите светски, дека таков случај воопшто не постои, имате вие едно вид анализа, еден вид истражување околу буџетот за научни истражувања. Колку Македонија се дава, се издвојуваат дел од буџетот пари, а колку во светски рамки, Словенија, например. Да, пред 2 дена почна таков некој општ напад врз професорите дека се они мрзливи и протестираат затоа што тоа ќе бидат приморани да продуцираат, а они не сакаат. Тоа мислите на Груевски, на примерот Груевски кој го обвини дека сте не само мрзливи, туку и неспособни, неквалификувани. Да, но не со тие зборови за волја на вистината. Спомна они некои бројки дека со примерот на Словенија дека таму од 10 до 12 пати имало поголема продуктивност. Но доколку ги погледнеме бројките, јас вчера малку прогуглав да ги видам точните бројки. Најдов страница на Светска банка, каде што е прикажано за секоја земја колкав буџет има
и колкав процент од буџетот се одвојува за наука и развој. И Македонија каде? Македонија има 0,22% од GDP, додека Словенија има 2,8% од GDP. Плюс фактот дека Словенија има 4,6 пати поголем буџет, бруто национален продукт од Македонија, кој ќе се помножат сите овие бројки, доаѓа дека околу 58 пати повеќе средства имаат словенечките научници за истражување, а продуцираат 16 пати повеќе трудови од нас. Така што доколку земеме за 1 евро словенечки научник и македонски, нашите дури испаѓаат дека се 3 пати поефективни, попродуктивни. И апропо изјавата на премиерот дека во Словенија колку има импакт фактор, трудови објавени во импакт фактор списанија и дека е тоа норма, бидејќи предавам словенечка книжевност на мојот факултет, го отворив Законот за високо образование на Република Словенија и таму воопшто не постои ставка која што предвидува професори, односно наставници, асистенти и професори да објавуваат во списанија за импакт фактор. Единствениот документ во кој што најдов импакт фактор е еден стратешки документ на Република Словенија за 2020 во кој што се сугерира да се вложуваат, како што рече Игор, средства во научните истражувања за евентуално во некоја потенцијална иднина да објавуваат професорите во такви списанија. Значи, станува збор за спинување. Добро, самиот премиер Груевски рече дека се плашите всушност од научни трудови, од продуцирање на научни трудови. Ќе видам, како рече тој, дали се доволно квалификувани, ќе видиме дали се доволно квалификувани и колку се квалификувани и дали воопшто може да ви излезат трудови, научни трудови. А во вашиот блог имавте еден вид одговор на токму на ваквите обвинувања, се повикавте на вашиот брат, како велите? Да, фактички проблемот со импакт фактор списанијата за кој што на кој што се однесува изјавата е во тоа дека во тие списанија на првите места се истражувања за рак, потоа истражувања за рак на мозок, потоа се единствените места каде што има лингвистика, литература, филологија, значи такви не постојат. Ако постојат, Мисирков, ако го објавите таму, тој нема да помине, значи просто е невозможно да биде објавен, ниту има било каква функција таму. Например, постои еден текст за Кочо Рацин на англиски објавен во Њујорк, го имам јас напишано, но тоа е за информација на светската јавност и кој е било неговото удел во социјалистичкото движење. Но ако секој ден продуцирате за Крстен Мисирков, за... Но тука се вистинските истражувања се за Кочо Рацин, за како што рековте Мисирков и за... Тука е македонската книжевна, научна, историска, се вкупна, како да кажам, продукција, а меѓутоа не е точно дека не објавуваме во реномирани списанија и реномирани издавачки куќи. Повеќето од нас имаме книги на Колумбија, во MIT Press, како да кажам, значи во водечките светски списанија. И впрочем самата изјава дека објавуваме од Ваљево до Битола, како што гласеше изјавата, е навреда и за двата града. Да не зборуваме за фактот дека ние објавуваме во Кембридж, во Оксфорд, туку е навреда воопшто така да се разговара. Тоа не е академски стил на разговарање. Мислам дека критериумот дека списанија со импакт фактор ќе бидат фактор за кој е добар, кој не е тотална утка. Во одредени области на истражување дури може да биде. Поготово за природните науки, математика, биологија, хемија, информатика, каде што проблемите кои што ги решаваме се истите проблеми и во Кореја, и во Јапан, и во Америка. И некои факти што си ги нашол во истражувањето, некои законитости, и нив би им били интересни. Но, например, во право, економија, книжевност, кои што се доста културно и географски ограничени за одредена област, нема едноставно интерес. Затоа многу е импакт факторот е најчесто за техничките и природно-научните науки. И се извинувам, но еден парадокс, затоа што законот е препон со контрадикторности, значи овие општествени науки се иземени да објавуваат во импакт фактор списанија во третиот циклус, тоа се докторските студии, значи на највисоко универзитетско ниво, но не се иземени на додипломски и на магистерски. Разбирате?
Парадоксот е дека кога ќе стигнете до крајот на својата кариера, тогаш не мора, но на почетокот треба светски значи контрадикторен е закон. Да, мислам дури и елитни институции како MIT, на пример, Massachusetts Institute of Technology. Имам неколку пријатели кои што таму се примени. Дури таму за докторат не ти е потребно да имаш труд кој што е објавен. Дури има и конференции кои што се далеку потешки за да ти се приме некој труд да презентираш тамо, имаат помал процент на прием на трудови отколку во научни списанија и сега со вакво со слепо следење на нештото дека мора да има нешто медиумот кај што објавуваш импакт фактор, едноставно сите тие книги, објавувања на трудови или книги во што не се обележани дека имаат импакт фактор ќе се поништи со нулата. Исклучиво мора на англиски јазик да биде. Апсолутно. Освен тоа, списание во импакт фактор може да се чека на во моментот кога ќе го предадете, треба да платите прво 500 евра само за прием. Чекате до 3 години, а законот предвидува дека на секои 3 години морате да имате објавено едно. Ако не ќе оди деканот во затвор. Ако не, всушност значи дека ниеден наставно-научен кадар во републикава во моментов нема да може воопшто да напредува или да работи, затоа што законот тука не е доизјаснен. Тоа би значило потенцијално замрзнување на целокупната наставно-научна дејност во земјава. Чекајќи го трудот да биде објавен. Има многу работи кои што треба да се променат. На пример, јас знам дека докторирав во Љубљана на Јожеф Штефан институт. Таму слободно можат професорите да аплицираат на проекти, да добијат пари и со тие средства што ги обезбедиле да вработат луѓе на институцијата каде што работат, кои ќе бидат и буџетот за нивното вработување од проектот кој што во Македонија едноставно е невозможно како професор науким да добиеш проект од некаде и на факултетот да запослиш човек со кој што ќе го плаќаш од парите. Тоа е невозможно. И како ние да правиме истражување? Дури да добиеме пари од некаде, ти треба луѓето да се направи истражувањето. А ако не ги вработиш луѓето, а тие луѓе што би работеле на овие проекти не се волонтери или студенти. Било какви да, тоа се најдобрите луѓе и не можат они на црно да работат или за без пари или некако. Цел научен тим е невозможно, но прашањето е околу критериумите. Бевте обвинати всушност повеќе студентскиот пленум, но и генерално дека сте луѓе на СДСМ, дека сте луѓе на Сорос, организирани, дека станува збор за десетина луѓе, стотина луѓе кои парадираат, кои протестираат, но всушност заднината е поинаква. Значи, ова е надпартиско прашање. Ова е политичко прашање, но е надпартиско прашање, бидејќи која год власт да биде, иако во моментов како што тргнала ова власт ќе стане апсолутно загрижувачка, но законот е ужасен, надпартиски е и е катастрофален по високото образование во Република Македонија. Студентите така и го започнаа својот протест, професорите се приклучија со истото мото, дека ова не е прашање на на припадност на фондации, на партии, туку е преголемо е прашањето за да биде ситно политичко дневно прашање. Го повикавте Иванов во писмото, во отвореното писмо на професорите и академиците, 300 професори и академици каде што се подпишани и некој академик не се може така се присмета. Што велите, зошто го повикувате Иванов? На што се повикувате? На неговата досегашна историја да изаврти грб на оваа власт и некој закон да не го подпише, да ве подржи? Тоа немаме како пракса, го повикуваме како поранешен професор, односно во моментов му е предпоставено формирање, Да. Затоа што он најдобро ги знае работите точно како се надеваме би можел да стекне сила да излезе од моменталната матрица и ситуација во која што се наоѓа. Но има еден коментар, значи нашето да речеме неформалниот пленум на професорите не е дефетистички, тој не настапува од позиција дека ние немаме такви трудови па сега се браниме. Проблемот е парадоксално дека поголемиот број од професорите со сопствени средства финансираат огромни патувања на научни конференции, објавуваат книги, им поминуваат peer review процеси во водечки, повторно велам, универзитетски пресови од Колумбија до Кембридж, до, не знам, Стенфорд. Имаме огромна маса на луѓе кои што објавуваат книги
научни трудови и текстови, студии во сите овие светски водечки списанија. Така што овој сегмент од законот е тотално непотребно ставен натре. Оти го блокира, велам, високото образование, како да е напишан за да го стопира, а не за да го подпомогне. Мислам како што воведоа овие нови политики со импакт фактори, со поголема продукција на некако зголемате и буџетот за научни проекти. Еве, нека остане тоа така, ама некако зголема драстично да биеме со ист процент од GDP за истражување, со поголем број на научни проекти што ќе се финансираат. Возможно да продуцирате наука. Нека го олеснат законот за привремено вработување на луѓе на универзитетите што ќе работат на проектите. Ја мислам дека зовеш драстично ќе се намали овој отпор спрема такво мерење на. Да. И пак ќе кажам за овие природно научни и технички работи. Да. За другите области ќе треба на некој друг начин да се формализира методот за евалуација. Но да речеме еден пример од мојот факултет, од филолошкиот факултет. Во моментов на над 100 професори има само 9 асистенти, кои што според стариот закон, тековниот, мора да докторира, да бидат доценти, што значи веќе да имаат докторат до октомври 2015 година. Тоа значи дека системски е направен така законот да стопира прираст на научници во високото образование. Тоа значи дека за 10 месеци од сега сите професори ќе бидат професори кои што зад себе не оставаат професори кои што ќе продолжат научната работа. Тоа е застрашувачко за високото образование. Мислам, голем број е, више ги спомнавме овие кадровски политики. Не знам ни јавноста колку е известена за тоа дека, например, на еден факултет, доколку некој, не знам, припадник, професор или асистент од некоја причина го напушти факултетот, или отишол во пензија, или нашол подобра позиција во странство, или на приватен факултет, како и да е, не може факултетот автоматски на негово место да стави друг човек. Значи, тоа мора да има пак одобрение од Министерство за образование и наука, од Министерство за финансии, и тотална контрола има. И што се случува, што е ефектот на тоа? Да самите професори, знаејќи го тој факт, односно колегиумот, да прима луѓе кои што им се сигурни. Зашто ако видат дека некој добар студент завршува со факултетот и видат дека е добар, дека е амбициозен, дека можеби би отишол негде во странство, ќе имаат некоја кочница да го примат затоа што може да го примат, да го искористи факултетот местото што се борал да го добие и после ќе не може да го пополни. Каде беа професорите претходно кога во секоја, како се велат сега сите, во секоја ливада беа отворени универзитети, факултети, продуцирани, односно произведувани некакви дипломи за магистратури, докторати, дури на високи функционери кои во текот на политичката кариера, министерувајќи или и премиерот има магистрирано токму кога бил веќе, кога имал функција, каде беа тогаш професорите? Да го кренат својот глас. Тоа се многу од прашањата кои ги засегаат, кои ги прашуваат. И тоа е прашање на место. Значи, во сето тоа, во последниве 6 или 7 години, бројот на факултети во државава од 30 е пораснат... Од 45? Од 45 на 120, 78 нови факултети. Значи, речи се 80 нови факултети се отворени во овие неколку години. Тоа се Не барем во секој град. Токму така, или по неколку во секој град. Да. Значи, таа хиперпродукција на установи го предизвика токму овој привид на наводна неспособност, додека регулативите на, да речеме, еве за УКИМ зборувам, можеби и другите универзитети претпоставам се слични од овие кои што имаат некаква традиција. Оти УКИМ во некакви форми, некои од факултетите постојат од 44-та, некои дури од 20, меѓутоа тоа е во друга форма, но сепак тоа се факултети со традиција. И сега одеднаш се појавуваат 80 нови факултети. На вашето прашање, незадоволството меѓу колегите е огромно и мислам дека сегашнава форма на отпор што потекна од студентите, а беше прифатена и од професорите, е резултат на тоа долгогодишно молчење и конечно да експлодира тоа незадоволство. Но молчење со незадоволство, тоа не беше молчење со одобрување, секако. Добро, во отвореното писмо
на крај велите, како велите, ќе се соочите со граѓанска непослушност и се заканувате на власта, тоа така може да се разбере. Како велите, ве повикуваме да ги послушате нашите заложби и да избегнете предизвикување инаков облик на отпор, граѓанска непослушност, која е легитимна во филозофијата и историјата на правото. Што значи тоа? Каква е таа граѓанска непослушност? Затоа што многу лесно може законот да помине, да биде изгласан. Што е следно? Па, моментот можеме да даваме некој личен став. Ставот на професорскиот пленум се уште не е дефиниран така да можеме во негово име да кажам. Секој ќе треба да го каже своето мислење и да видиме што ќе правиме понатаму. Но остануваат опциите да се изврши некаков бојкот или штрајк или некаков вид. Значи, остануваат опција. Значи, нашето барање е итно прекинување на разгледувањето на овој закон во било која легислативна форма на неговото постоење и пишување на нов закон, бидејќи ваков каков што е, тој не ни личи на закон, тој личи на упатство за употреба кое што е составено, просто е извадено од мал мозок, затоа што некои од членовите се по 3 страници, тие се читаат буквално како упатство. Ке седнете на компјутер, ке стиснете за државниот испит конкретно. Тоа не личи на член, тоа се упатство и законот во моментов не личи на закон. Законодавецот таков закон знае да напише. Таков знае да напише токму затоа како стручњаци од овие области на хуманистиката, општествените науки, од природните науки апелираме дека ова е неписмен закон. И затоа просто како што рече Игор, во некоја идна форма би размислувале за понатамошни чекори, но се надеваме, навистина апелираме да во оваа форма да биде запрен. Како се надевате, како апелирате? Тие не сакаат да разговараат со вас, не сакаат на заедничка маса да седнат. Но тој закон, Ива, во него има, например, членови кои што се не само штетни, тие се антихумани на планетарно ниво. Знаете дека во него постои ставка според која што секој испит, односно приемниот државниот испит или како поново го викаат, тие постојано минуваат, мора да се снима и да се емитува во живо на веб сајтови, со што правите прекршување на десетици закони, од кои што клучниот е законот за приватност на студентите. Значи, едноставно во него има толку голем број на проблеми во овој закон, што еве на овој начин апелираме. Значи, ги користиме сите институционални мерки и ќе ги исцрпуваме сите институционални форми на действување. Кои се тие институционални форми на действување? Граѓанска непослушност е веќе институционална форма на непослушност. Што значи тоа? Тоа потенцијално би значило да речеме некаква форма на бојкот на работата на универзитетите, до која што искрено се надам дека нема да дојде. Ако ме прашувате мене лично, навистина се надам и затоа ми е драго што професорскиот пленум му се приклучи на студентскиот, бидејќи студентите иако се огромна сила, се ранлива сила, тие може да бидат испишани, тие не може да прогласат штрајк. Да. Тој кој што може да прогласи евентуален штрајк би биле професорите, но моето лично мислење е дека дотаму навистина не би требало да дојде и апелираме до собранието. А ако дојде? Тогаш ќе разговараме повторно. Да. Јас благодарам што бевте гост. Благодарам.